Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Поразителни бројки се објавија неделава. По еден работник неделно го губи животот на своето работно место. Секој трет ден по еден работник се повредува на своето работно место. Колку работниците се заштитени и безбедни на своите работни места, ќе разговараме со председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски. Господине Митревски, добар ден, ви благодарам што сте гостин во Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата и поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. Споменавме неделава се објавија бројки од истражувањето. Колку работниците се сигурни и безбедни на своето работно место во Македонија? Ако појдеме од тоа дека една од основните задачи на синдикатите, вклучително на Сојузот на синдикатите на Македонија, е заштитата и борбата за обезбедување на безбедни и здрави услови при работа, особено заштитата на она што е највредно, а тоа е животот на човекот. Не случајно Сојузот на синдикатите на Македонија во 2014 во контекст на кампањата за 1 мај ја промовиравме нашиот ангажман и кампањата за безбедни и здрави работни места и сигурни работни места. Во кој контекст, во рамките на ова што претходно го најавивте, во контекст на повредите кои беа присутни и кои некаде во 2014 пред донесувањето на новиот закон изнесуваја некаде околу 234 до 255 повреди од прилика годишно. И за жал смртни случаи некаде меѓу 45 и 55 смртни повреди. Тоа беше исклучителен предизвик да побараме измени дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, кои одеа во насока на подобрување на институционалното вклопување на синдикатите во таа борба и се разбира одредени други измени кои одеа и треба додат во насока на остварување на безбедност и здравје при работа и во делот на имплементирање на тие мерки кои требаше да ги содржи законот. Заради тоа, поминавме еден долг пат на таа кампања скоро година дена и која што успешно заврши со измени и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, а радува фактот што во рамките на проектот кој го имавме и финансиран од Европска унија заедно со Македонското Сдружение за заштита при работа, направивме посебна студија врз основа на анкетите кои ги спроведувавме во предпријатијата и обуките кои ги имавме во 20 на градови од Република Македонија, се со цел да анализираме дали после менувањето на законот имаме драстично или имаме какво и да било подобрување на состојбите. Анкетите го покажаа тоа, покажаа дека за разлика од тие 234 до 254 повреди кои беа во претходните години пред 2015, веднаш по донесувањето на законот, една година покасно, веќе имаме намалување на повредите на 144, а смртните случаи за жал исто така бележиме намалување. За жал, тие се смртни случаи кои се случиле, но радува фактот што и тие се намалиле. Значи, наместо тие 44 до 54, имавме забележано 39, што значи дека дел од тие цели што сакавме да ги постигнеме во делот на превентивното делување, ги остваривме со измените и дополнувањата на Законот за безбедност и здравје при работа. Во кој сектор има најмногу повреди и смртни случаи? Најголем број на смртни случаи и анализата тоа го потврди, а и статистиката го потврди дека има во земјоделието, тоа значи во аграрот, дел во прехрамбената индустрија, понатаму во градежништвото, што значи дека во рамките на тие три гранки и дејности се покажа дека имаме доста сериозни проблеми кои настојувавме да ги решаваме и ги решаваме. Започна тој процес на прецена, превентивно решавање, бидејќи анализата исто така покажа дека немаме што е добро колективни несреќи, тоа значи дека тој превентивен дел релативно добро и успешно функционирал за да се елиминира опасноста од колективните несреќи, посебно во рударството, посебно и во некои други металски индустрии. И пред се покажа дека фактички многу послаба е заштитата на самото работно место, на индивидуалното работно место. Но се надевам дека овој пат кој го започнавме, значи ќе оди во насока на дополнително имплементирање на
тие мерки кои ги предвидува законот и студијата дава одредени показатели што понатаму треба да се прави и во смисла на одредени препораки и во смисла на имплементирањето на законот. Значи тој пат знаеме дека ќе биде и долг и макотрпен, но исто така пак и проектот беше насочен кон тоа да обезбедиме развивање на свеста не само кај синдикатите, не само кај работодавачите, не само кај државата, туку воопшто да ја подигнеме таа свест и кај невладините организации, кај граѓанските опции, колку е значајно сите да се фокусираме да го остваруваме ова право за безбедност и здравје при работа. Како да се подигне свеста? Што вие како синдикат каде може да делувате за посигурно и побезбедно работно место? Значи ние направивме анализа и не случајно ги побаравме измените на законот. Законот беше во насока на измени кои предвидуваат директно зајакнување на позицијата на претседателот на синдикат. Ние во претходниот закон имавме позиција на представникот за безбедност и здравје при работа, меѓутоа почувствувавме дека ако и претседателите на синдикатите ги добијат тие ингеренции, а измените се состојат во тоа што работодавачот при донесувањето и подпишувањето на изјавата за безбедност при работа задолжително мора да го има подписот на претседателот на синдикат, а пак синдикатот и синдикалната организација значи ќе биде запозната со целокупниот план за безбедност и здравје при работа, односно за таа изјава кој порано не беше, сега е веќе друга состојба. Исто така работодавачот задолжително за сите мерки кои ги превзема во смисла на уведување на нова технологија, на нови работни места, должен е да го информира синдикатот. Воведовме прозападен тип на контрола во овој закон кој му овозможува на претседателот на синдикатот и на синдикатот задолжително 2 пати најмалку годишно да изврши проверка на сите работни места и доколку утврди дека се отстапува од тој план, во тој случај може да поведи постапка за прекин на работата. Исто така голем дел... Овие проверки, се извинувам, на терен ги правите? Да. Значи во делот на остварувањето и на таа позиција контролна која имавме, не се случуваше често пати работодавачот да скрие одредени несреќи или па инспекцијата која инспектираше да го состави записникот, а без притоа ние да немаме некаков увид. Со измените задолжително, значи записникот го подпишува и представникот на синдикатот, а работодавачот е должен во рок од 48 часа веднаш да ја пријави несреќата и кај синдикатот. Значи станува еден комплекс на мерки кои му возможуваат и на синдикатите директно да се вклучат, директно да се инволвираат во тој процес и самиот факт во делот на таа генерална превенција која обезбедуваат законите, превентивно се делува во самата атмосфера и во самата психологија веќе и кај работодавачот, дека сепак има уште една колективна организирана сила и заштита која ќе води сметка и за овој сегмент и еве настојувањето наше, обуките кои ги правевме на терен, обуките со претседателите на синдикатите во одредени компании, значи покажуваат одредени резултати. Речиси, 1 година на сила е законот за мирно решавање на работните спорови преку лиценцирани помирувачи. Што значи ова? Значи, една од активностите кои беше насочена заедно со Меѓународната организација на трудот и со Министерството за труд и социјална политика е да воведиме една новина во Република Македонија во делот на она што пред неколку години, иако беше тој закон донесен, сепак не беше спроведуван или не беше ангажиран на начин како што очекувавме. Во рамките на овој проект и со измените на законот се обезбедува можност во услови кога не може да се реши одреден поединечен или колективен спор, во тој случај таквиот спор да го решава помирувач, односно арбитар, кој има добиено соодветна лиценца и претходно поминал обуки. Ваквиот начин на решавање на споровите овозможува, значи елиминирање на долгото водење на судски спорови, елиминирање на трошоците кои се поврзани со таквите спорови кои се водат и обид многу ефективно, многу брзо да се заврши тој процес. Во оваа смисла беа реализирани и обуки на над 90 слушатели. Обуките беа изведувани од страна на Меѓународната организација на трудот и од тие вкупно присутни кои беа реализирани и беа вклучени во таквите обуки, некаде 41 добија лиценца за помирувач или арбитар со цел да започне да функционира овој процес. Јас морам да бидам во овој случај доста реален околу ваквиот процес.
треба да се биде и многу внимателен на овој процес, со оглед на тоа што треба да се фокусираме околу капацитетот на тие помирувачи арбитри да биде навистина соодветен, да не ни се случи лица кои иако имаат желба да помируваат и да арбитрираат, ако немаат соодветно искуство со работа со односите помеѓу синдикатите и работодавачот или помеѓу работник и работодавач, да не излезе од контекст овој процес, па да дојдеме до позиција да се елиминираат и социјалните партнери во решавањето на проблемот. Значи, треба да се фокусираме тука од една страна и, како што кажав, треба да бидеме многу внимателни во делот на селектирањето и начинот на одбирањето на таквите помирувачи арбитри. Кој може да биде лиценциран помирувач? Значи, може да биде согласно законот лице кое ги исполнува условите од овој закон, од тоа е најважно дека има одредени активности во претходниот период поврзани со решавање на одредени работни спорови, значи има работено во работни спорови, најмалку да има 5 години работно искуство и дава можност ваквиот закон да се вклучат сите оние лица кои сметаат дека треба да се ангажираат кон ваквата активност. Значи имавме во обуките присутни голем дел на лица и кои не ги исполнува условите. Имаше и лица кои голем дел не го познава и работното право, социјалното право и така натаму, значи и тие елементи се критериуми кои се земаат при определување и добивањето на лиценца. Лиценцата ја дава трипартитна комисија формирана од работодавачите, од Министерството за труд и социјална политика и од синдикатите, што значи на крајот на краиштата, после обуките, конечната оценка и давањето на уверението ги дава таа комисија. И во овој процес треба доста да се внимава, значи имаше голем притисок да се земаат лиценци во делот на стварувањето и мислам дека во секој случај ние како синдикат ќе иницираме уште една постапка во делот на дополнителна проверка и во делот на дополнителна обука, дали овој период кој помина ги даде очекуваните резултати или треба некаде да се коригира. Значи, што покажуваат до сега резултатите? Имате ли случаи кога неосновано избркан работник од своето работно место повторно да се вратил преку овие лиценцирани помирувачи? Од завршувањето на овој процес и добивањето на лиценците, значи имаме само 4 случаи каде што не успеало помирувањето помеѓу работодавачот и работникот или помеѓу работодавачот и синдикатите, значи во услови кога не се случило разрешување на оваа состојба, значи странките можат да побараат вакво решавање и помирување со тоа што претходно се договараат за помирувачот, односно арбитерот. Доколку не се договорат, Министерството за труд и социјална политика го определува помирувачот или арбитарот. Значи и тука треба доста да се внимава, да не се има субјективитет и во делот на компетентност на тој кој ќе го решава спорот и во делот на неговиот кредибилитет при реализирање на ваквиот обид за мирно решавање, со оглед на тоа што еве да земиме само еден пример. Многу е значајно и не дај Боже некој да дојде кој нема таква компетенција а одредена структура го изфорсирала да биде помирувач или арбитар и да решава судбини, да речеме, на 600-700 луѓе. Значи затоа треба многу јасен сигнал дека ќе афирмираме помирувачи и арбитри и обучувачи кои имаат соодветни знаења од оваа материја и кои работеле на соодветни работни места и кои имаат значајно искуство во дел на овие активности. Нашата идеја како синдикат беше во овој процес колку што е можно повеќе да се вклучуваат представници од синдикатите и представници од работодавачите. Дел таа препорака од прилика беше прифатена во рамките на тој проект со одмот, меѓутоа дел и не беше. Така да во идниот период сигурно дека ќе одиме компетентните помирувачи арбитри да бидат преферирани пред се оние кои имаат искуство со работните места. А годишно по колку случаи се решаваат преку арбитри или се уште немате такви бројки? Значи од овој процес од кога се заврши и се добија лиценците имаме само 4 случаи пријавени, од кои 2 се успешно решени. Економската емисија Бројки ја слушате на Радио Слободна Македонија секој четврток во 11 часот. Со мене Наташа Мерсовска. Гостин во емисијата Бројки синдикалниот лидер Живко Митревски. Господине Митревски, имате добар диалог со власта. Што се постигнавте во изминативе 2 мандати, колку што сте председател на Сојузот на синдикати на Македонија?
Па мислам и по доаѓањето мое за председател на Сојуз на синдикати на Македонија, направивме една сериозна анализа кои се тие компоненти кои треба да одат во смисла на напредување и на социјалниот диалог и на законодавството. Значи, утврдивме дека Законот за работни односи од 2005 година кој беше донесен беше едно од најдрастичното кратење на работничките права и една од основните активности кои ни беше како и на кој начин да го напредиме тоа работно законодавство. И ако погледнете од 2010 па наваму, во сите измени и дополнувања на Законот за работни односи имаме голем дел на унапредување. Почнувајќи од делот на воведувањето на директивите поврзани со посебна глава околу елиминирање на дискриминацијата која беше присутна во однос на жените, бремените мајки, родилките, во делот на елиминирањето на фиктивно подпишаните изјави кои се злоупотребува заради престанокот на работниот однос, во делот на зголемување на надоместокот во услови на суспензија, во делот на зголемувањето на ингеренциите на синдикатот околу обврската на работодавачот за потребата за информирање и консултирање, во делот на електронската евиденција на работното време, обезбедување на поголем бенефициран стаж за рударите во подземниот коп и така натаму. Да не зборувам за донесениот закон за минимална плата, донесениот закон за мобинг и она што беше исто така многу значајно, ставање во делот на сите оние активности кои одеа кон спречување на работниците да ги остварат правата и во делот на платата да бидат квалификувани како кривични дела со измените на кривичниот закон. Значи, направивме еден сериозен исчекор во делот на обезбедувањето на работно-правната положба. Втор сегмент кој беше насочен и како наша преокупација беше подигнувањето на нивото на социјалниот диалог. Во 2010 година тогаш го направивме исчекорот со видоизменувањето на спогодбата за формирање на економско-социјалниот совет, во делот на трипартитното присуство на членовите на Комисијата за определување на репрезентативност, со оглед на тоа што порано беше само можноста од страна на државата да определува репрезентативноста на синдикатите и произнесениот субјективизам претходно, така да сега со трипартитен состав, со заедничко учество определуваме и таа репрезентативност. Социјалниот диалог со формирањето на економскиот социјален совет и клучниот заклучок кој некој често го заборава, дека во услови на економска па и политичка криза не може да се менува работното законодавство со ускратување на правата на работниците, даде исклучителни резултати, така да Република Македонија е една од ретките држави во окружувањето. Тоа беше нотирано и на форумот кој го одржавме заедно со сите бивши југословенски синдикати, регионалниот форум Солидарност, каде што јасно се потенцираше позицијата и одбраната на работничките права во законодавството во Република Македонија. Подпишувањето на општиот колективен договор за стопанство, еве и најновите измени кои беа во контекст на справување со елементарната непогода со поплавите, каде што го зголемивме бројот на слободните денови од 3 на 7 денови, со можност да се зголемат и понатаму од страна на работодавачот, ако на тоа подрачје е прогласена мерка за вонредна состојба. Значи, обезбедивме еден цел комплекс на мерки кои одеа во подобрување на состојбата. Значи, зборувам и за зголемувањето на платите, кој сака нека зборува во делот на тоа дали или не чинела минималната плата и законот за минимална плата, станува збор за историски закон. На некого му пречи дека станува збор за историски закон, но историски бидејќи во до 2010 4500 денари беше од прилика до 5500 денари платата која сега прима. за гарантираната минимална плата? Значи, самиот факт што последните информации од Државниот завод за статистика покажаа дека од 1,6 до 2,2 не примаат плата во Република Македонија, го потврдува фактот дека се исплаќа таа минимална плата и стана категорија која е задолжителна, бидејќи претходно и не беше задолжителна. Ние не зборуваме дека
направивме некакво си приближување до Европа, ниту можеме да направиме со висините на платите, со оглед на тоа состојбите какви ни се во државата, какви се во држави со историски традиции од неколку векови, но во секој случај направивме прво што задолжително ја ставивме како законска категорија која мора да се исплаќа. Со измените на кривичниот закон утврдивме дека се прави и кривично дело ако не се исплаќа таа минимална плата или ако се исплаќа па потоа во плик се враќаат парите, значи и тоа е санкционирано со казна затвор. Значи обезбедивме една атмосфера која придонесе да нема отпуштање во Република Македонија, редовно да се исплаќаат плати. Само еден податок, значи во 2006 година, на почетокот од 2006 година, крајот на 2005 година, 30,6 до 36% од работниците во Република Македонија не примаа плата или имаа соодветни проблеми во делот на неостварувањето на правата од здравствено и пензиско осигурување. Огромен исчекор во делот на остварувањето, скоро и да нема работникот, освен тие 2,2%, каде што во моментот не се исплатува средства за фонд за пензиско и здравствено осигурување, или пак што не се исплатува плата. Значи не зборувам за случаеви каде што имаме прикривање и каде што имаме кривично дело заради ова, но во голем дел тоа каде што се синдикатите тоа го стваруваме. Не слушнавме да излезе некој да каже дека казниле заради неисплаќање на плата некој работодавач. Законот е донесен, функционира, меѓутоа не видовме дали навистина инспекциите работат на терен. Значи може би требаше таа постапка да биде потранспарентна, значи има казнети во делот на тоа што не исплаќале минимална плата или што не исплаќале плата, но во контекст на ова што го споменавме направивме еден друг исчекор. Значи во рамките на одбележувањата кои ги правиме секоја година за 7 октомври во делот на подсетување на основните постулати на денот за достоинствена работа, имаме подпишано веќе и подпишавме оваа година меморандум за заедничка соработка со трудовата инспекција и со државниот инспекторат, кој понатаму обезбедува можност за една многу поблиска соработка помеѓу синдикатите и работодавачите и државниот трудов инспекторат. Тоа беше исто така подпишано заедно и со организацијата на работодавачи, односно навистина правиме една атмосфера од институционален карактер кој беше исклучително потребен, бидејќи претходно го немаше. Значи тоа е одраз на еден високо развиен и прифатлив социјален диалог, да не зборувам што во отсуство на одредена регулатива за решавање на одредени прашања, ние успеавме заедно со социјалните партнери и со парламентот да ратифицираме нови 8 меѓународни конвенции на трудот кои не беа ратификувани, така да и на тој план направивме голем исчекор со оглед на тоа што тие конвенции представуваат извор на право и судовите во отсуство на одредена регулатива судат и носат пресуди исто така врз основа на таквите пресуди. Значи тоа беа повеќе пресуди поврзани повторно со гаранцијата на платата, со гаранцијата на социјалната сигурност и во делот на остварувањето на одредени права на одредени категории на работници. Дали во Македонија се уште работниците се плашат да пријават мобинг на работното место? Значи, во услови кога имате голема понуда на работната сила на пазарот на трудот и во услови кога навистина се плашите во однос на тоа дали ќе го изгубите работното место, нормално е да се плашат работниците не само за мобинг, туку и да пријавуваат одредени други неправилности или да пројавуваат одредено друго однесување, вклучително и да имаат еден однос кој не се апострофира со некој радикализам или нешто слично. Ние етапно работиме како доаѓа до состојбата на подобрување на состојбата на пазарот на трудот околу вработувањето, значи нели од тие 36 сега имаме веќе далеку помала стапка од околу 22, нешто до 24, значи статистиката ќе го каже колку е тоа точно во овој момент, не би можел да коментирам колку е. Точно од кој ќе ги видиме најновите податоци, тоа ќе го знаеме. Доволно зборува дека и фактички и однесувањето на работниците се менува. Да го земеме примерот со
работниците и текстилот во Штип. Во Штип моментално, значи не може да се најде работник од текстилната индустрија кој од прилика не прима плата под 15.000 денари. Значи самиот пазар на трудот, конкуренцијата која беше присутна, отворањето на новите работни места придонесе автоматски да се зголеми и самото наградување. Визави она што го обезбедивме како заштитен механизам да не може таа минимална плата да се прима под утврдената, но затоа пак имаме региони каде што се уште има присутно да се прима плата во граница на таа минимална плата. Значи, она што е значајно за нас, да обезбедиме една атмосфера и од институционален и од законодавен аспект, но и атмосфера кај самите работодавачи која настојуваме да ја реализираме преку дел на проекти, дека само со форсирањето и со наградувањето ќе предизвикаме на друга деловна атмосфера и еден друг однос и на работодавачите во Македонија кон наградувањето, кој пак има свој друг бенефит за самите работодавачи да му се обезбеди поголем профит. Ги дискриминираат, споменавте и вие, жените или бремените жени работодавачите? Значи имавме ние таква појава и не случајно го изменавме законот за работни односи во делот на ставањето на посебна глава која го елиминира тој третман на дискриминација на жените, на бремените жени, во делот на подпишувањето на изјавите кои често пати беа присутни одредени злоупотреби дури во самите договори за вработување со ставање на клаузули дека во рокот толкав период ако стануваше збор на определено време дека не може да забремени и така натаму. Значи секото тоа е регулирано сега со тие измени, сето тоа е забрането, на крајот е санкционирано и исто така беше ратификувано на барање на социјалните партнери од страна на парламентот и посебната конвенција за заштита на оваа категорија на работнички, така да мислам дека и на тој план да направивме голем исчекор, посебно околу изјавите каде што бланко беа подпишувани за да се откажуваат од работата и во делот на ставање во една нормала на тие договори за вработување. Сега се елиминирани? Па мислам дека не може никош да биде 100% елиминирани, но затоа пак е тука поддршката на синдикатите. А ве уверувам дека во предпријатијата, каде што има синдикати, тоа го покаже и оваа студија и околу безбедноста, дека 90% од прилика ги решаваме прашањата на начин како што е предвидено во закон. Додека не само за базара, студијата покажа дека таму каде што нема синдикати, некаде околу 60 до 62% се остваруваат некои права, а пак фрапантно звучише во одредени други предпријатија каде што нема синдикат, тие права се сведуваат и се намалуваат дури на 42%. Навистина имате премногу постигнато во изминатиот период. Кои ќе бидат ваши идни приоритети, господине Митревски? Значи, она што сакаме да се фокусираме во наредниот период по формирањето на новата влада, ние ќе излеземе и со еден документ кој ќе го доставиме до таа идна влада, а тоа ќе биде протокол за социјален напредок. Во рамките на тој протокол за социјален напредок, сигурно место најзабележително ќе има односот и третманот на државата кон платите. Значи, мора дополнително да направиме ангажман во делот да го обезбедиме тој тренд на зголемување на плати на работниците во Република Македонија, посебно во одредени индустрии каде што се покажува дека не можеме да зборуваме за некое драстично померување или некаде каде што навистина таа плата е само на граница на минимална плата. Значи, мора да се ангажираме тој тренд на зголемување на животните трошоци да го следат и платите. Следно прашање ќе биде околу нашиот ангажман со оглед на тоа што ќе има мандат и таа влада и завршувањето на процесот на репрезентативност кај поголемата друга федерација, односно КСС, за да ги отпочнеме разговорите за подпишување на колективниот договор во јавен сектор, да го отвориме и тоа прашање и да секако да го завршиме со подпишување на колективниот договор за јавен сектор. Понатаму она што сакаме да го направиме во делот колективен договор за јавен сектор? Значи, колективниот договор за јавен сектор се уште не е подпишан, стигнавме до одредено подпишување, но политичките настани, менувањето на техничка влада, на политичка влада, го врати процесот многу наназад и затоа очекуваме дека со оглед на тоа што 90% од прашањата претходно беа регулирани, мислам дека ќе имаме добра завршница. Прашањето околу
поттикнувањето и најакнењето на колективното договарање во Република Македонија мора да биде ставено на повисоко ниво и преку ангажман на државата и преку ангажман на работодавачите заедно со синдикатите. Значи не смееме да дозволиме густината на потпишани колективни договори да се намалува, а посебно во одредени гранки каде што го нема. Да речеме, неприродно е да нема во неколку гранки, да нема колективен договор во металска индустрија, да нема колективен договор грански во градежна индустрија и така натаму и така натаму. Значи тоа се процеси кои треба да ги унапредува и да ги поттикнува државата. Потребата од формирањето на социјален солидарен фонд кој ќе биде исто така мониториран и распоредуван од страна на социјалните партнери, односно од страна на државата, синдикатите и репрезентативните представници, значи на синдикатите и на работодавачите. Исто така е делот од нашата агенда која мислам дека еве ќе даде можност на вистина и понатаму да одиме кон унапредување на процесот на зајакнување на социјалниот диалог и она што е битно за нас, преку сите овие сегменти и елементи да започнеме да го реализираме европскиот социјален модел и во делот на сегменти каде што не е реализиран. Господине Митревски, јас ви посакувам многу успех и ви благодарам за гостувањето во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вниманието и поканата. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. Пратениците во понеделникот го донесоа буџетот за наредната година. Министерот за финансии во експозето рече дека буџетот се темели на три основи: високиот износ за капитални инвестиции, етапно намалување на буџетскиот дефицит и социјална заштита на најранливите категории граѓани, што подразбира редовна исплата на пензии и социјални надоместоци кои во континуитет растат. Ќе продолжи намалување на невработеноста, најави министерот Миновски. Растот на вработеноста се очекува да изнесува 1,8% или околу 11.000 нови работни места. Овие проекции базираат на предвидувањата за зголемувањето на бројот на вработените во компаниите во слободните економски зони, како имплементација на активните мерки на пазарот на трудот, но и како резултат на јавно финансирани инфраструктурни проекти. За опозицијата овој буџет ќе служи за корупција на гласачите во пресред на изборите. 10 години ВМРО ДПМН на власт беше. Тоа прва сега ќе ги слуша народот истите приказни дека сме втори, трети во Европа по економски раст, по не знам какви дела други. Смачено 30 милиарди евра оваа власт потроши во изминативе 10 години од буџетски пари и сега ни читате вие капитални инвестиции најголеми во историјата, ни читате не знам пензии, плати и не знам што таму друго. 96% од странските компании во земјава се доволни од бизнис климата, а 86% повторно би избрале Македонија како дестинација за да ги реализираат своите бизнис планови. Над 50% од нив го зголемиле своето производство, а над 80% најавиле проширување на производствените линии. Ова го покажува најновата анкета направена на 30 странски инвеститори. Како најповолни услови тие ги посочиле ниските трошоци за водење бизнис, квалификуваната работна сила, добриот однос на институциите, географската локација на земјава, односно близината до европскиот пазар. Резултатите од оваа анкета уште еднаш даваат потврда за добрата бизнис клима во Македонија и потврда за можноста за поинтензивен економски раст на земјата. Република Македонија станува се повеќе видлива за сериозните странски инвеститори, а владата на Република Македонија ќе продолжи да ја подобрува бизнис климата. Според директорот на технолошко-индустријските развојни зони Виктор Мисо, најголем дел од инвеститорите на своите партнери би им ја порачале Македонија како дестинација за инвестирање. 68% од компаниите се задоволни, што значи го оценуваат како одличен или многу добар квалитетот на услугите и поддршката од владените институции во текот на работењето. 2/3 од компаниите кои се соочиле со проблеми во текот на работењето и реализирањето на својата инвестиција се задоволни од односот на владата кон решавање на сите овие проблеми. Познат германски бренд влегува во Македонија. Компанијата ќе произведува електрични уреди за домаќинствата, открива министерот Бил Павлевски, чиј што тим бил задолжен за привлекување на инвестицијата. Компанијата ќе биде лоцирана во град во Пелагонискиот регион. Во неја ќе бидат вработени 1000 лица. Името на инвеститорот, односно компанијата, ќе се обелодени во ноември. Долго време преговаравме со нив да имаат производствени капацитети во други делови во светот
и анализираа многу земји покрај Република Македонија во Европа. И секако кога направија добри анализи, многу посети, значи ја посети Република Македонија многу пати и видоа дека реално она што го нудиме, самата бизнес клима е наидеално за нивната инвестиција да биде пласирана во Република Македонија. Иновациите во фокусот на овогодинешниот саем Технома. Од вкупно 160 компании, кои ќе се представат во следните 5 дена, 30 се стартап фирми, успешни бизниси кои ќе ги презентираат своите искуства. Ова треба да биде мотив младите да се охрабрат и да започнат собствен бизнис. Се надевам дека овие приказни на успешни предприемачи, серијски предприемачи, кои што го поминале патот на започнување на бизнис и водење на бизнис, ќе ги мотивираат да се охрабрат и да влезат во водите на бизнис секторот. Од друга страна, оние кои што веќе ги реализирале своите идеи и кои што воведуваат иновативни решенија, сакаме да ги поддржиме и да им помогнеме да обезбедат полесен раст за сопствениот бизнис. Преку Фондот за иновации досега се поддржани 33 компании, а во тек е доделување на средствата од втората транша. Државата вложува во иновации затоа што преку нив се создаваат нови производи кои завршуваат на странските пазари и ја зголемуваат конкурентноста на економијата. Конкурентното обкружување придонесува за креирање на нови и повеќе платени работни места. Тоа е во насока на остварување на повисоки стапки на економски раст и унапредување на животниот стандард на граѓаните. Над 150 бизниси ќе се отворат преку мерката кредитирање за самовработување. Огласот заврши вчера, а невработените лица со поволен кредит од 3 до 5.000 евра ќе започнат собствен бизнис. Исто така може да добијат и по 3.000 евра за секое отворено работно место. Рокот на отплата на кредитот е 3 години, каматата 1% и грејс период од 1 година. Околу 99 апликанти има досега аплицирано за отварање на собствен бизнис од сите оние возрастни категории во кои што спаѓаат лица на 29 години, а додека пак младите до 29 години кои што се издвоени како категорија им се дава поголеми можности стимулативни за да отвора собствен бизнис и поголеми се износите и условите се пополни за нив. Тука имаме веќе околу 40 апликанти. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 20 октомври 2016 година. Со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.